Добро вечер. Во еден свет каде минатото го истражуваме со археолошка мистрија, мала метличка и мисла, научниот труд е нашата алатка за комуникација. Наш денешен гостин е професор доктор Ирена Теодора Весовска, стручен кадар кој од оваа година го носи звањето редовен професор на археолошкиот факултет. Со неја ќе зборуваме за авторството, инспирацијата, научниот кредибилитет, теоријата, како и новите предизвици кои ги носи ерата на вештачката интелигенција. Професорке, добре дојдовте. Добре најдов, баш ми е мило што сум тука. Се надевам дека се чувствувате прекрасно и одлично во студио на Орце Поповски. Вака, сега за почеток ќе почнеме. Кога за прв пат почувствувавте потреба да создавате научен текст? За прв пат го памтам првиот научен текст што го напишав, тоа беше посветен на Хароновиот обол во антиката и знам дека добив желба да пишувам за нешто што претходно не можев, јас самата не можев да најдам доволно податоци за темата што ме интересираше, а тоа е еден ритуал при прогребување, односно оставање кој што и некаде до ден денеска се практикува, значи оставање на паричка до главата или во устата на покојникот, покојничката, за да се плати за премин на оној свет. Так. Во антиката тоа е Харон, оној што ги пренесува со бродот нели во подземните води. И тоа беше многу малку истражано, јас некако од сплет на околности натаму забегав со истражување и сватив дека немам доволно податоци. И без разлика што беше, да речам, сизифовски до некаде, затоа што знаев дека нема да биде сјаен научен труд, си реков подобро да седнам и да соберам тоа што има се до сега, отколку да го оставам и да биде и тоа што е до сега собрано да не е на едно место. И така некако почна моето пишување, уште бев тогаш студент, се сеќавам, не е апсолутно од оваа дистанца, мислам, трудот е далеку од совршен и далеку од целосен, меѓутоа тоа што истото го зборувам и сега и до ден денес и на вас како студенти и општо е дека подобро да дадете и претпоставки, подобро да дадете и погрешни претпоставки, па да оставите луѓето да ве побиваат отколку да не пишувате ништо. Така. Како изгледа вашиот процес на истражување кога пишувате нешто, професорке? Најчесто почнува со некоја, да речам, некоја наводници фикс идеја, која што може би е во моментот заради тоа што го истражувам, па немам доволно податоци, може би заради тоа што ми се раѓа некоја идеја дека може би треба она што го имам да го обработам на некаков поинаков начин, да му дадам некоја нова перспектива или нова перцепција, да ги разгледам проблемите од различен аспект од она што до сега е опишано, напишано или објавено. Меѓутоа, процесот тоа е стварно процес, значи не оди ќе седнам јас и ќе напишам труд, никогаш не е така, освен кога рокот е до 5 до 12 и утре треба да го дадете трудот, а вие веќе касните, тогаш ќе седнувате и пишувате, пошто меѓутоа додека се стигне до тој момент бара многу читање, многу собирање литература, собирање податоци, брейнсторминг, мислење на работи, подсвесно мислење на проблема, дури работите друго нешто, ама во главата во позадина ви оди тоа што сикате, додека е некако креативен на тој процес, не може да се форсира секогаш, мислам не може по налог да седнете и да напишете труд. Меѓутоа, кога ја имате идејата и кога таа се кристализира, кога поминува доволно време, кога собирате доволно литература, на крај едноставно се случува на аха или орека момент, кај што во моментот кога ќе дојде, кога е готов трудот е реално прво готов во мојата глава, а после готов реално на хартија. И од моментот кога веќе го имам како концепт и целосна структура, до моментот додека е завршен, тоа е многу кратко. Потешко и подолго оди ова другово мислење, мозгање и се останато додека се стигне до таму. Морам да ве вратам назад во 20-тите и 30-тите години. Се извиднувам, значи многу интересна тема за нашите гледачи ќе биде, верувајте. Културно-историските археолози како Густав Косина и Гордон Чайлд, што направиле за археологијата, добро или лошо? Почнуваме онака убаво све. Добро, па ајде вака, да речеме дека ова враќање во 20-тите, односно во 30-тите и не е толку далеко од оној свет во кој што ние сега живееме. Има превирања, смена во големите сили, во големите глобално политички, воени и секакви, значи такво нешто, таква е слична ситуација се случува и во периодот кога се појавуваат на научната сцена Густав Косина и Гордон Чайлд. Тоа се
браќа по оружје, ама всушност многу слични, а од науката и од оваа дистанца на некој начин и различно перцепирани. Тоа е заради предрасудите, затоа што Густав Косина е австриец и работи директно за Третиот рај, додека Гордон Чајлд е австралијанец кој што е школуван насекаде низ Европа, во Британија, па оди и во Русија и реално Гордон Чајлд има на некој начин момент и можност да се искупи за претходните неговите младешки залудени идеи, додека Косина го нема тој момент. Значи, тие двајца се реално пример за тоа како археологијата и науката, било која наука, меѓутоа особено општествените, особено оние кои што се занимаваат со историјата, односно потеклото на човештвото и така натаму може да бидат искористени во пропагандни, политички и псевдонаучни цели. И знаејќи го моментот дека Косина се обидува на некој начин да докаже дека индоевропјаните, односно се германи, дека германите се ариевска раса и дека тие се надмокни на целата останата популација на светска, а тоа апсолутно и оди во прилог на целата администрација која што нели и на Хитлер и на се останато во Германија. И тука се јавува таа спрега кај што бидејќи секое воено действие, односно секоја политичка кампања и воена кампања во суштина мора да има некаква пропаганда позади неа која што ќе ја штити и оправдува за широките народни маси. Значи во случајов тоа е ние сме најдобри, ние треба да си го земеме тоа што ни припаѓа и Косина за жал е уште една алатка која што е искористена во таа цела машинерија и така и останува нели неславно запаметен во да ги археолошката. подчиниме по низните народи, ние дека сме подобри. Да, затоа што германите според нели таа цела хипотеза ариевска дека се силни, апсолутно надмокни, супериорни, значи најпаметни, најспособни и сето друго треба да се пороби с краја да и останати многу потрашни работи. Од кај дошле професор ке он што збори вака сега дека биле овакво, они од кај дошле да им објасниме на гледачите? Индоевропјаните од каде дошле, тоа мислам дека не, никој точно не знае од каде дошле индоевропјаните, меѓутоа од каде се движеле. Тоа е цело движење на маса народи, различни народи и преселби кои што доаѓаат од субконтинентот на Индија и под Хималаите, кои што се движи со зборуваме за милениуми, за векови, и многу долг временски период кој што стигнува до Европа. Сега во моментот е што она што археологијата го потврдува, односно го има како фактографско помнење, е тоа дека најбрзо се развиваат всушност јужните цивилизации, односно овие медитерански долу кои што се имаат условно кажано подобри услови за развој, затоа што имаат поблаги клими, значи повеќе ресурси и се останато. Од друга страна, ако прашате, тој денес ќе ви рече дека италијани и шпанци се мрзливи, грци исто така, нели не сакаат да работат, пошто што има да работи? Има сонце, има вода, има риба, овошје, значи винова лоза, маслинки, тоа е трговија, тука се е блиску и се во суштина за разлика од северните народи кои што мора да се мачат. Мора да се мачат за да преживеат, затоа што вие ако живеете во сурови климатски услови, ако 6 месеци од период од годината ви е зима и морате да преживеете во тие услови, значи морате повеќе да размислувате во однос на тоа како да напреднете технолошки за да се справите со она што ви го сервира природата и климата. И тука е таа разлика помеѓу тие меѓу ние, односно е се едно исто тоа, меѓутоа тука ја гледа всушност Косина таа супериорност како германите заради тоа што успеале да се издигнат на тоа и да направат повторно на некој начин да се издигнат цивилизацијски заради условите, суровите услови во кои што биле приморани да живеат. Заради тоа тие се развиле и се оформиле како раса, условно кажано, еве да бидам скроз по нивната, политички некоректна за денешни стандарди. Меѓутоа како раса која што е поради тоа супериорна и која што треба да владее со ресурсите што ги има во тогаш. Тоа е затоа што Германија е реално Шворц и затоа што на Германија и требаат ресурси и сака да земе територии кои што нели реално и се потребни за преживување. А Косина е само алатката, односно пропагандата која што дополни тоа. Чајлд го има тој момент кај што прво се затрчува исто индоевропјаните, германите, тоа сите се тоа, меѓутоа тоа е некоја пак речам младешка залуденост кај што подосна со преслувањето негово и со влијанието таму и од марксизам и од се останато, значи се условно кажано враќа на колосек и сваќа дека она што претходно го пишува во прилог на науката. Да, и се оди во многу по, да речам, во нормални води.
Супер. Мора вака да ве прашам од почеток за да фатиме све, значи комплетно, за да преминеме на следните научници што оставаат траги за научните трудови, пишување посебно за археолошко-историските, за Бjarne Roldsen и за Јан Ходер. Добре. Значи, колку постмодерната археологија и постпроцесуалниот правец влијаат врз современите трудови, професорке? Па и Ходер посебно, затоа што тоа е всушност, да речам, ако можеме така да му залепиме таква етикета дека е основоположник на постпроцесната археологија, иако постпроцесни археолози се една огромна група на луѓе кои што се појавуваат во тој период од 70-тите, крајот на 70-тите години. И тоа е повторно, сите нови правци се јавуваат како реакција на нешто друго што веќе постои, меѓутоа што не ги исполнува, во тој момент веќе не ги исполнува условите, односно веќе не дава доволно одговори, повеќе поставува прашања и повеќе остава отворени проблеми отколку што дава конкретни одговори. Во археологијата тоа знаеме, никогаш 2 + 2 не е еднакво на 4. Никогаш немаме точни, многу се ретки ситуациите каде што точно имаме некој надпис, нешто или нешто, точно датирање. Меѓутоа во суштина ние не се трудиме само тоа да го истражиме, ние се трудиме да реконструираме целиот, како всушност течел целиот човечки живот во минатото на луѓето, на сите луѓе. И значи тоа е многу сива зона, условно кажано. И заради тоа научниците кои што им претходат, односно целите правци кои што спомнавме, културно-историската, која и покрај тоа што е извикана по лошите работи со кои што сепак има и добри страни, сепак има и добри компоненти кои што до ден денес ги користиме ние во науката, затоа што како научен метод функционираат и денес, едноставно се употребливи. Потоа доаѓа процесната археологија што оди во сосема друга насока. Тоа е кога ќе се изгорите, зашто викате сега не сакаме пропаганда, не сакаме Втора светска војна, значи уништени сме како цивилизација, уништени сме речиси целосно како човештво. Сакаме нешто што е фактографски, опипливо, мерливо и нема јас толкувам вака, имам идеја, имам хипотеза. Немам хипотези, зборам и пишувам само тоа што како што е. И тоа е до некаде можеби и не можеби, туку веројатно баш правец во кој што и требало да се случи, за да се залечат раните и за да целата всушност и целото човештво ствари ги залечи раните од она што се случува претходно со ужасот на двете светски војни. Меѓутоа таа процесна археологија и покрај тоа што методолошки е многу издржана и покрај тоа што се обидува археологијата да ја постави на основи барабар со сите други речиси, со сите, значи природни науки, да биде што е можно повеќе мерлива, опиплива, тука спаѓа, тука оди заедно со развојот на технологиите кои што се и техниките за датирање и прецизно мерење и се останато од C14 особено, тоа е револуција, тоа е како имаме метод како да решиме, не е веќе ова ако е тогаш ова исто со него, тогаш можеби е исто, само што C14 е многу скапа метода. Ние од една страна сме, имаме со што да мериме, немаме пари со што како да го смериме, или немаме доволно голем пример кој што можеме да го однесеме, затоа што 414 не функционира микроскопски. Тогаш не функционирал. Сега веќе стигна да можете и со многу мали парчиња органски материјал, ќе помине на 414, дури точно би го датирал. Меѓутоа кога се појавува, нормално дека и калибрациите негови не се целосно точни, особено кога зборуваме за милениум или за половина на милениум. Во секој случај некој вид на сламка за која што се фаќаат археолозите кои што викаат да одиме сега без претпоставки, без хипотези, без јас мислам, без субјективно ништо, него само тоа што го гледаме, тоа што го мериме да го пишуваме. И тоа еден период е супер и функционира. И сите се среќни и весели и сите викаат, добро, супер, сега знаеме што треба да правиме. Мирна глава, никој не замара, не правиме ништо лошо, не сме виновни за геноцид, условно кажано, мислам, добро. Меѓутоа, после некое време сваќаат дека процесната археологија не дава одговори. Само ги поставува проблемите. Не нуди решенија. Не дека постпроцесната дава целосни одговори, не дека веројатно ни еден правец нема целосно секогаш да ги одговори сите прашања што ги имаме ние како луѓе, како археолози за минатите цивилизации, меѓутоа Ходер е заради тоа и неговите сите поднатаму да речам следбеници условно кажано, сите се имаме нов збор што ми е условно, сега не е апсолутно. Океј, добро. Во друга некоја емисија ќе биде апсолутно. Да, имаме такви, добро, тоа се случува како и да е. Ходер значи како еден од предводниците на постпроцесната археологија е револуциониран во начинот на кој што ја враќа археологијата, ама не ја враќа на старо, него ја враќа на ново. Ја враќа во момент на тоа дека археологијата е всушност приказна. Археологијата е наратив и археологијата е читање на текст.
и читање, а не можете да читате текст ако го немате контекстот. Најбитно за постпроцесните археолози е контекстот во кој што артефактите се пронајдени. И не само тие нивниот меѓусебен однос, сооднос, општествено, значи и се оди дури до тоа да се на некој начин реконструира и до животните приказни на најнеспознатите, не збориме ние за видни историски личности, не зборуваме за биографии на војсководци или само на кралеви и за нив. Меѓутоа археологијата не е само тоа, ние сакаме всушност да го доловиме моментот како обичниот човек живее, како обичниот човек размислува, зашто обичниот човек прави такви артефакти или оставил за себе такви достигнувања како што ги наоѓаме. Зашто ги служил? Од тој аспект Ходер и Олсен ми се двајцата онака како основоположници, мислам не основоположници, туку стожери врз кои што се движи моментот на научното мислење. Од нив се почнува, далеку од тоа дека само се тие двајца, ги има мал милион и тој број секојдневно се зголемува. И мислам дека во денешно време, односно сега како што зборуваме, мислам дека е супер тоа што не само по младите генерации, туку и веќе и постари археолози кои што претходно можеби биле учени или студирале по други принципи или со други стандарди или по други методологии, сега веќе се стануваат се повеќе отворени за тоа да се обидат да постават хипотези, да постават претпоставки и да се отворат контекстуално и да се обидат да раскажат некаков наратив. Тој наратив најчесто е прекинат, нема секогаш точка, најчесто на крај завршува со прашалник, пошто може би е тоа или три точки ќе видиме. Продолжуваме, да е па тој науката, нели? Не можеме, секогаш доаѓа нешто ново, може да не побие нешто, некоја теорија, некој надпис. Надписот е конечно, значи тоа е тоа, толку. Јасно, само што подобро да има на што да побиваат, оттолку да нема ништо. Да нема на ништо. Така да каков однос има македонската академска сцена кон овие теоретски модели на овие научници, професорки? Па, генерално зборено, пак нели со исклучоци што одат уште по напред и со исклучоци кои што до некаде каскаат малку позади, во суштина, мислам дека како академска заедница, особено во последниве години, претходно тоа беше малку побавен процес, особено пак ќе кажам кај постарите професори, генерации археолози кои што се по друг систем научени. И тоа обично оди потешко кај нив, затоа што помладите умови полесно се моделираат, новите генерации студенти и археолози и професионалци кои што излегуваат и од нашата катедра и од другите институции кои што работат и на терени и кои што се учествуваат и на конференции и на симпозиум, можам задоволно да кажам дека се трудат максимално да ги следат тековите и се трудат да бидат во чекор со она што се случува во светски рамки. Нормално тука веќе кога зборуваме, ова е целосно генерализирана слика, затоа што на крај секој автор си има свој личен глас и свој личен начин на пишување и тоа некогаш не е ни само, мислам, не е ни само поврзано со теориската рамка, туку и со начинот на кој што човекот размислува и како презентира, јасно. Меѓутоа генерално во последно време можам да кажам дека одиме во добра насока. И се повеќе од нашите колеги пишуваат и објавуваат и сме присутни и на конференции, и на светски конгреси, значи не има, знаат, веќе не е дека има петорица или 15 луѓе од Грција и од секаде друга, македонци се еден или двајца. Сега веќе ако одите на било кој светски конгрес или на Европска конференција за археологија или било што, има многу, ќе сам со половина од колегите таму ќе се сретнете или заедно ќе отидете затоа што сите учествуваме со трудови кои што ги публикуваме и за кои што ја представуваме нашата земја. Ова е сега надвор од прашањата. Вие сега издадовте еден труд. Да. Издадов монографија. Да, монографија сега дискутабилно, тоа беше септември минатата година, ама добро, уште е тазе. Во тој контекст сакав да ве колку премети предавате, професорке, сега моментално на треба да ги бројам, ама мислам многу. 8? Да, со се изборните се некаде 8. Тоа се повеќето се во 3-та и 4-та година, значи средновековна археологија генерално и рано-христијанска, а предаваме во 2-та година вовед во Супер, на тие ќе се навратиме, ќе имаме многу теми, значи по запонатака 2-та, 3-та сезона имам за зборење уште. Дали сметате дека археологијата денес се повеќе се интерпретира како наратив или како приказна? Па да, тоа што го има од една страна имаме дигитални алатки кои што одат на тоа и многу колеги кои што одат на
пако на мерливоста, пако на целосно да се или да се дигитализира и да се моделира минатото како што во 3D, во 4D, во некаков формат кој што ќе остане запаметен. Меѓутоа, добрата работа е што тоа сега го земаме како основа, го земаме како почетна точка. Не завршуваме таму, туку одиме и понатаму, одиме со моментот на кажувањето на приказна, затоа што по мене ако нема раскажување приказни, археологијата нема никаква смисла, затоа што тогаш би значило дека ние работиме археологија само за себе или само за потесната научна јавност. А тоа апсолутно не е тоа поентата, мислам, не е поентата на тоа. Све. Поентата е да се презентира, да се запознаат луѓето, да знаат зашто зборуваме, да знаат од каде доаѓа, да знаат кои цивилизации поминале на почвата на кои што тие денеска се движат и заради тоа и на кои што живеат и заради тоа мислам дека раскажувањето приказни и сочувувањето на наративот е еден од најдобрите начини за презентација всушност на културното. Една од идеите за постоењето на овој подкаст е баш тоа, сега што го кажавте, професорке. Затоа што и ова е тоа. Така, и ова е раскажување медиумски мораме, значи да ве донесеме сите вие што знаете повеќе за да дознаат сите, значи поширок аудиториум. Тоа е целта. Како да се одржи балансот меѓу фактичкото и интерпретативното? Како да се одржи? Моментот е што јас секогаш викам треба да имаме претпоставки и треба да претпоставуваме колку и да се тие, нели, меѓутоа секогаш треба да бидат тие претпоставки поставени на научни факти сепак. Затоа што инаку се оди во зона на шпекулации, оди во зона на чаршиски моабет, оди во зона на псевдонаука. Ако немате барем неколку основни цврсти постулати врз база на кои логички ги градите вашите претпоставки понатаму, тоа нема никаква научна вредност. А од друга страна пак ако имате само научни постулати, ама немате никаква интерпретација на истите, џабе сте работеле за себе и за уште петори за стручњаци кои што ќе го прочитаат вашиот текст и ќе разберат што сте сакале да кажете, меѓутоа другите ќе гледаат и ќе се чудат затоа што не разбираат или нема да ја сватат поентата или нема да ги поврзат работите како што треба некогаш насока. Тоа не значи дека треба да влијаете врз мислењето на другите или и не треба да во суштина не би требало да биде субјективно мислењето, затоа што нели ние се оградуваме како научниот труд не треба да биде субјективен, и тоа во суштина секогаш е реално, затоа што е субјективен, затоа што е различно како го опишувам јас, различно како го опишуваш ти, различно како го опишува на истата тема некој друг, без разлика ако ги имам истите факти, затоа што и податоци, затоа што секој им ги гледа од различен аспект и ги толкува малку поинаку од другиот, без разлика колку се трудиме да бидеме фактографски точни и издржани. И заради тоа тој однос на субјективно, објективно и обратно е од една страна како предизвик, затоа што се трудите да бидете објективни, се трудите да не звучите премногу субјективно, да не давате ваши сега претпоставки извадени од условно кажано мал мозок, секако не од таму. Меѓутоа, од друга страна и тоа е предизвикот, да направите приказна, да поставите хипотези, да поставите прашања или да се обидете да дадете одговори кои што ќе го издржат судот, пак макар биле и субјективно, објективни или обратно. Како ја доживувате се поголемата улога на вештачката интелигенција во пишувањето на научните текстови, професорки? Ова ми беше една од најмилените предавања ваши. Вештачката интелигенција ја доживувам амбивалентно, буквално, затоа што од една страна тоа е фасцинантно колку тоа брзо се развива и колку рапидно напредува, а од друга страна е исто толку и застрашувачки. Затоа што ние како човештво мислам дека веќе мислам дека не можеме да држиме толку чекор со тој напредок, а за многу кратко време и ќе отиде со огромна дискрепанца каде што вештачката интелигенција ќе биде понапред за разлика од генерално пак ќе речам човештво како човечка интелигенција. Има тука разлики, апсолутно, затоа што кога зборувам јас за интелигенција или јас кога подразбирам кога зборувам за целосен концепт на нешто дали е интелигентно или не е, и ова е апсолутно субјективно, значи нема врска со нели не одам сега Исак Асимов и трите закони на роботиката и се останато, да. Моментот е
За мене интелигентно суштество, битие или ентитет, ајде, не мора да е суштество, пошто не е тоа суштество секако, меѓутоа интелигентен ентитет значи подразбира дека има интелигенција за перцепирање, расудување, за анализирање, за интерпретирање, за причинско-последично сето тоа поредување, тоа се веројатно испаѓа се подразбира за сите овие процеси да се завршат. Меѓутоа подразбира и емпатија, подразбира и емоционална интелигенција. Ние за сега како човештво мислам дека само во поглед на емпатијата и на емоционалната интелигенција се уште за нијанса водиме. Така. Меѓутоа многу брзо верувам дека вештачката интелигенција, сега тука може да ме, нели, стручњаци по роботика или пак ќе речам за вештачка интелигенција, дека ме побијат во ред, меѓутоа моето мислење е дека од она што сама сум го искусила, односно што ChatGPT или кој да е бот го имаме сите у џепот дека сега и за било што, мислам, можеби не за било што, меѓутоа во одредени моменти сите некогаш негде сме го искористиле, сме го прашале, сме го барале, Лага е, покажеме дека не. Апсолутно, чисто некогаш и од радозналост, од љубопитство да видиме како ќе одговори, баш да видам што ќе ми кажа. И онака. Затоа што пред 2 години или пред година дена ChatGPT за она основна варијанта, нели, достапна во апликацијата, за Македонија многу малку податоци имаше. И за повеќето прашања што се однесува овде за нашата територија, без разлика дали од правно, економски или не знам, археолошки, историски, за повеќето работи што го прашував, беше како немам доволно податоци за да ти дадам конкретен одговор. Или 2-3 реда одно официјално од Википедија, значи генерални информации, генерали. Сега ChatGPT мене ме прашува за кој локалитет сакам поточно да збориме, за овој. Значи информации зема он од сабајле ние додека кафе пиеме, он е препол. Да, и тука ние не можеме да држиме чекор. Или е многу тешко да држиме чекор како луѓе, затоа што јас денеска имам пола текст прочитан. Пола научен труд, зашто ми треба за да спремам друг научен труд. Меѓутоа денеска стигнав половина од тој да го прочитам, пошто е некои 15 на страни, толку има време, толку може да се концентрирам. Тоа од Сабајле до сега кога го снимаме ова. ChatGPT од Сабајле или било кој друг бот до сега има илјадници нови референци, што се што е публикувано и се што е излезено, се што е поставено онлайн, нема му се достапни. Да. И значи он може да ми сугерира мене, јас кај да читам, пошто јас не знам ни точно што да прашам, кој не можам да држам чекор кој пишувал се ден. Ме разбираш, значи тоа е моментот каде што тука е застрашувачкиот момент. И застрашувачкиот момент е што таа вештачка интелигенција, не можам да кажам дека како да се изразам, не е тоа дека развива емпатија, меѓутоа симулира емпатија и тоа на моменти симулира подобро емпатија од човечко суштество. Тоа е страшно. Само на база на тоа како куцам јас, како пишувам со него, како се допишувам. Мислата. Да. Може да замислиш како би било тоа кога би можел, нели, да ми го чуе гласот и да слушне како звучам или да ми ја види и фацијалната, значи за жал многу луѓе сега што ги познавам и што не ги познавам, таа емпатија нема зашто сме ја изгубиле и тоа е страшниот момент. Мене тоа повеќе ме плаши него ова билдање со информациите. Емпатијата до сега се уште реков ја држиме натаму, меѓутоа емпатичноста ја и на таа страна почнуваме да пропаѓаме условно кажано како човештво. Значи вештачката интелигенција професор ќе може да го загрози авторството за научните трудови. Апсолутно. Апсолутно. И ќе бидам, мислам би било премногу да не биде дека да зборуваме реално, значи не верувам дека постои било кој во денешно време кој што барем во текот на пишувањето на трудот еднаш барем не се консултира или како и да го прашува или нешто бара помош од AI, од вештачка интелигенција. Дали е тоа за референца дополнителна, дали е тоа за ова сега насловот како да звучи подобро или нешто во секој случај. Авторството, тоа е еден етички момент уште дополнителен, кој што дури направен, има и на неколку докторски работи кои што се во тек сега за тоа, затоа што тоа би требало законски да се одреди, затоа што имате текстови или делови од текстови, се едно, или целосни текстови кои што се напишани од вештачка интелигенција. Кој е авторот тука? Тоа е исто толку страшно ако оставиме целосно да мислам, по мене вештачката интелигенција, овие сите четови, мислам, ботови и се останато, би се супер ако се користат како алатка, ама само како тоа, како алатка. Значи како помошник
како асистент, личен асистент, кој што во Так. моментот кога се заглавувате негде и сега од тука не знаете кај да излезете ментално или не знам, немате доволно идеи или сте заглавени меѓу едното или меѓу другото или не ви текнува точно референција да побарате, тоа е супер алатка пошто функционира и се повеќе и повеќе е точна, се поточно и поточно станува. Ама како целосно да оставиме на тоа вештачка интелигенција да пишува текстови, да пишува монографии, мислам нема Значи, да се само укинеме тогаш не е општо како етички, мислам, не е фер, дефинитивно. апсолутно ниту е етички. Тоа сакав да ве прашам. И моментот на каде е тогаш гласот на човекот? Каде е тогаш Па мојот не, глас како да, автор? Така се губи скроз. Затоа што може ChatGPT да се проба да звучи како мене, затоа што од она што како додека зборувам, значи куцкам со него, он веќе има некаква си развива некаква си перцепција за тоа како зборувам јас, како се изразувам, па може да го модифицира. Ама сеедно, тој текст нема да биде мој текст ако јас не седнам и не го напишам. Можам да го користам AI за да ми помогне, за да реков како алатка чисто и за дополнување и на информации или на работи што ете не сум знаела дека се допираат со мојата тема што ја работам, меѓутоа целосно препуштање тогаш е веќе како да сме стаиле све на автопилот и да речеме ко преживи тоа е тоа, сите одиме, не знаеме каде одиме, мислам е некако целосно губење на контрола и целосно губење и на креативноста, на сомнежите што ги имаме како луѓе, Так. и на грешките, затоа што поентата некогаш не е да биде совршен текстот, нити па совршено Така, делото. па да, нормално да има Туку баш грешки напротив, човечки, да има е да грешки. има грешки, Така, за да нели потикне Да. други истражувачи или други луѓе да го направат сето тоа многу подобро од тоа што е. Што би им порачале да младите археолози кои пишуваат своји трудови, професорки? Да пишуваат. Да пишуваат. Да пишуваат, И затоа како? што да пишуваат затоа што без разлика дали она секогаш е на почетокот најчесто повеќето и помлади колеги и секако и јас кога сум била студент или кога сум била помлада и со помалце трудови позади себе, секогаш си викаш кој ќе го чита, сигурно е глупаво, не звучи како што треба, не е на доволно, нема доволно податоци, не е на доволно длабоко академско ниво. Доброто е да знаете дека сте дале се од себе. Доброто е дека да знаете дека Сте во се моментот потрудиле. Сте се потрудиле дека Ама и вие како професор го гледате исто, тоа од ама самиот истото студент. тоа се тачно. однесува, се однесува и на нас Так. како истражувачи, затоа што ни еден труд не е совршен, ни една книга не е завршена, особено не во Так. археологија. Значи, монографијата излегла во септември, од септември до сега има 3 нови базилики. Тие не се во книгата, затоа што не можеле да бидат во книгата, затоа што сега се истражени. Нормално дека ќе треба да влезат во некоја друга монографија, друга студија која што ќе треба да дополни и покаже ни еден труд не е совршен. Единствено што ни дава сатисфакција е дека сме се осмелиле да собереме во моментот се што ни било достапно за таа тема што ни интересира, тоа да го кохезивно да го склопиме, да дадеме свое видување, да дадеме свое толкување на фактите што ги имаме и да стоиме онака стоички на тоа што сме го кажале, меѓутоа стоички не во смисол на јас кажав вака и моето е во камен напишано, сега никој друг нема врска. Не, стоички од типот на да јас стојам позади тоа и ама прифаќам дека можно е да од дистанца на време дека тоа што сум го мислела пред година или пред 6 месеци дека е апсолутно се грешно. случува тоа. И би била престрекна Да кога се би дошол побиеш некој и сами од стварно, себе си. да, или само Така, себе или сами некој од друг себе. да дојде да ме побие и да рече Так. за Се изгрешиле. затоа што тоа не е војна на ега. Апсолутно, Никогаш не е да, војна на ега. науката е затоа и постои да се докажува цело време. Да, и постои за да има поттик, за Так. да седне некој или ако го прочита тој рече, аха, ова не е точно, сега ќе напишам ја друг труд, каде што тука тоа е супер, затоа што така оди науката напред. Инаку сите ако се согласуваме со себе, со Нема сите, шанс. и тоа е уште еден Да. момент за младите, мислам за младите колеги, односно за младите студенти, е исто моментот што почит кон авторитети апсолутно треба да има, затоа што тоа се луѓе кои што се основоположници на науката, од нив учиме, од нив почнуваме. Меѓутоа со момент на тоа дека реков ничи збор не е ставен целосно во камен и дека секој збор, мислам секој факт и се што е она напишано може да се менува и треба да се менува и да. може апсолутно Како да се да биде подобро. Како да се избалансираат академските барања со инспиративноста, професорки? Тука е малце зезнато, затоа што академски барања се не знам зашто мислиш точно од типот на напредување во академската така, сфера. Да, во тој смисол. Од типот на мора да имате објавени трудови со импакт фактор. Ете тоа, да. Да. Ова со импакт фактор за археолози и за што за хуманисти е многу фикс идеја, затоа што
освен ако немаме, ние можеме и треба да сме интердисциплинарни, за тоа се согласувам и мора да сме отворени како наука и таква ние науката. Не можеме, ние сме соработуваме, мислам и употребуваме и технички науки, употребуваме и медицински науки, значи се што можеме интердисциплинарни сме максимум. Меѓутоа како археолози, односно како хуманисти, импакт фактор е правење пари за одредена група на публикации. Значи тоа се издавачи кои што за да си се покријат форсираат нивни изданија кои што понатаму се по некои скали како што се прават и по мене тоа не е реално и не е мерит систем. Од друга страна кога сте во академската фела, имате неколку клучни чекори што мора да ги поминете за преминете во наредното ниво ако не останувате таму кај што сте или губите работно место с краја да е пошто и онака едва сте го добиле. Тоа е од една страна е не знам, од една страна еве за мене лично ќе кажам. Јас не работам добро кога немам притисок. Што не е супер особина, мислам би било супер да сум одговорна и да можам сама да си го распоредам времето и да речам дека сега оваа година ќе планирам 3 текста ќе напишам, ќе видиме зашто ќе излезат, меѓутоа еве за оваа година нека биде 3. Не сум таков човек, за жал или за среќа, сеедно. Во секој случај, значи јас работам под притисок и за луѓе веројатно слични на мене, ова форсирање на тоа дека морате да имате во последните 5 години, не знам, толку и толку трудови објавени, тоа ви стои од позади цело време и си викаш, сакала некела Ирена мора да седиш да пишуваш, значи да, ама немам инспирација. Кога сме веќе со инспирацијата. Па немаш инспирација, ама најди инспирација. Тоа ќе биде, ќе се ставам позади товар. Така, браво. И од една страна тоа е добро, затоа што бутка напред, дури и моменти кога си кажеш, ама сега што да пишувам или нова конференција има, што имам ја ново да кажам овдека, пошто не знам, одамна не сум била на терен или не знам, веќе се е публикувано или отприлика веќе мислам дека да не се повторувам, ама баш заради тој притисок некогаш знае да излезе дури како види како ми текна, види затоа што морав. Тоа не оди секогаш, затоа што едноставно некогаш од притисок, преголем притисок, едноставно пука ти си ката нека оди секај што не треба да оди, значи ја едноставно немам капацитет во моментов. Одам на одмор, значи одам на водно, не мора да пишувам научен труд, мислам никој нема да загине ако немам ја сега у последниве 3 месеци ако не напишам уште нешто. И тоа е затоа што се што е пишување, се што е креативно, не доаѓа на копче. Ама од друга страна па не доаѓа ако само седите, лежите на кауч или не знам, значи затоа што ни така нема премногу идеи да се јават. Значи некој баланс е помеѓу. Да има неколку рокови по можност во текот на годината за да не се сите од утре, од денес за утре. Меѓутоа да не се ни тоа и сами себе да не се форсираме, затоа што по мене нема поента ако јас на една иста тема извадам 4 различни научни труда во кои што го верглам едното исто само малку на различен начин со дополнување. Мислам, за да ми се броја дека се 4. Дека имаме, да. Нема потреб. Јас барем така не функционирам. Пак ќе речам, не осудувам и секој си има начин на како пишува и функционира. Меѓутоа за мене е подобро да помине подолго време, да ми се формира некоја друга, да ми се искристализира идеја, па да биде макар било тоа, не знам, на 6 месеци или макар на 6 месеци или макар било на година дена, ама кога ќе излезе конечно, нели, креативното, да биде нешто со кое што, јас сум задоволна и сум среќна што ми текнало за тоа баш да седнам и да пишувам. Во кој правец оди професор ке научната мисла во археологијата? Дали се движиме натака добро, недобро во научни трудови пишување? Па, во кој правец оди? Некако пак заглавена помеѓу она како треба методолошки и колку треба нели сите продуктивно да сме продуктивни, притисокот од другата страна од академската заедница за сите кои што се вработени или кои што се во тоа тркало административно на некој начин или со тоа колку треба да се публикува, колку монографии треба да излезат и се останато. Од друга страна има момент кај што си викате за кого пишувам, кој чита денес. Значи, кој чита повеќе од 10, да, има, а не викам не, само што се новите генерации све помалку читаат. Тоа е многу страшно. Слушаат аудио. Да, ама затоа тоа сега да кажам, може не читаат, ама слушаат, гледаат видеа. Ке гледаат подкаст. Да, ке слушаат, ке гледаат подкаст, ова ќе им биде интересно. Значи ова е супер предавање, да. Кога би било напишано, верувам дека би било онака ти уште тројца можеби да кажам дека е задолжителна литература. Ама новите форми на кои што можеме да се изразиме, моментот што имаме
секој речиси, не секој, не речиси, сите имаме социјални медиуми и можеме да имаме социјални медиуми. Тоа се нашите лични канали кои што јас можам на официјално лайв да ставам сега само со телефонот и нема, мислам, супер вака што е профи све, меѓутоа можам и сама да го направам ако сакам, нели, да допрам до поширока публика и тоа е супер. Моментот е што најчесто кога сте академици, односно кога сте академски влезани внатре, некој сикате стварно, јас сега стварно лайв да снимам овдека затоа што па не знам, што ќе зборуваат луѓето. Да, како ќе го свата тоа? Так. Па може не знам форматот нема да биде на доволно високо ниво. Има лоши коментари, егото ќе ми го повреда, па секогаш па има лоши коментари, значи како и да што и да правите. Ама насоката на научната мисла општо и на археологијата, мислам дека уште некое време сме онака добри сме. Затоа што нас како археолози во суштина оваа дигитализација и овие сите алатки кои што се развиваат апсолутно ни одат во прилог и ги користиме колку што можеме максимално, нели зависно од ресурси и се останато, меѓутоа има се повеќе и free source и софтвери и се останато што може да го користиме и тоа е супер. Од друга страна имаме платформи на кои што можеме да бидеме погласни и повидливи и да одиме во формати кои што неортодоксни се, значи не мора да биде предавање кај што јас стојам тука позади катедра и сега зборам овде со PowerPoint позади мене. Може да биде вака, може класика. Да биде класика. Може да биде дека одиме негде на локалитет, па вие тука сега снимате и сето тоа оди во неколку видеа кратки, пократки, подолги, се едно тоа форматот се менува. И единствено така можеме да одиме и понапред и да стигнеме до поширока публика, пак ќе речам, затоа што она академско што го правиме за потесната јавност, академска фела е едно, она што треба со она кое што треба да стигнеме до пошироката публика и до оние кои што се околу нас и да им го доближиме ова за кое што го работиме и зашто го работиме, се баш овие вакви формати кои што имаат поголем reach. Професорке, чест ми беше вечерва што сте со мене тука во Артефакт, чувари на минатото. На секој наш нов гостин му подаруваме маичка и за вас имаме една. Значи еве маичката. Бидејќи сте една кул мајка и ваква маичка мора да добиете. Повелете. Фала многу. Ми беше мило што бе во гостинка. Исто, да. Ке бидете пак, значи идеме понатака, имаме за што да зборуваме. Имате 8 предмети, значи има да се збори, така е. Така. Имајте убава вечер. Фала а вие, драги гледачи, во ерата на брзи технологии и брзи мисли, научниот труд е уште поважен, како споменик на човечката анализа, етичност и длабочина. Благодарност до нашата професорка доктор Ирена Теодора Весевска, која денес не потсети дека за секој труд стои лична одговорност, инспирација и љубов кон вистината. Останете со нас, бидејќи минатото не молчи, само чека да биде раскажано.